Вечерва православните христијани ја слават старата нова година кршејќи лепче со паричка во чест на Василица. Василица традиционално се празнува во скопската населба Мичурин, таму е Мирјана Давидовска. Мими, каква е атмосферата вечерва, дали е веќе запален василичарскиот оган? Се уште не е цаци што туку започна манифестацијата Мичурински средби, наку вечерва православните верници ќе ја дочекаат старата нова година или почетокот на новата година според календарот на МПЦ. А утре верниците ќе го одбележат празникот Обрезание Господово и Свети Василий Велики или попознато како Василица. Инаку вечерва се јавуваме од Мичурин, како што кажам, овде секоја година се одржуваат мичуринските средби. Оваа година по 21 пат традиционално по изборот на кумството ќе се запали и оганот, мичуринскиот василичарски оган кој што традиционално се пали пред дочекот на старата нова година. Повеќе за обичаите и за традицијата како се прославуваат, односно како се реализира оваа мичуринска средба, разговараме со еден од основачите на одборот на мичуринска средба, господинот Симеон. Господин Симеон, добро вечер. И што во моментов точно се случува овде зад нас на бината на која што е поставена од каде што ќе биде и официјално започната манифестацијата Мичуринска средба? Моментално слушаме свештениците од Македонската православна црква го извршуваат обредот за осветлување на погачата, после кога ќе се изврши кршење на погачата и делење на лапчињата на кандидатите за кумство за оваа година. Кандидати за кумство за оваа година се постарите членови на одборот кои до сега не им било късмет да им се падни паричката, златната паричка и делови од спонзорите кои не спонзорираат, кои не смееме да ги кажеме, и од општествено-политичкиот живот кандидати. Каните гости од општествено јавниот политички живот во Македонија. Оваа година куме градоначалникот на градот Скопје Гоце Трајановски. Што потоа, откако ќе се освети погачата, тој ќе треба да го предаде кумството? Имало ли случаи да се намести паричката некому? Не, мислам, и кога беше бившиот премиер Никола Груевски, он е мичуринец, роден во Мичурин, сите се шалија, не закача дека сме наместили, тоа е Божја работа. И чудна работа што многу пати кандидати кои прв пат се качуваат да кршат паричка, на нив им паѓа паричката. Дури ние се шалиме со овие наши лузери, мислам кои што не може да им падне паричката, што ете така, Божја работа е. Кои се останатите обичаи? Што следува по осветувањето на погачата и разделувањето на левчето и колку е тешко да се организира една ваква манифестација Мичуринска средба со оглед на тоа дека традицијата е навистина долга? После кршењето на погачата се пали свечено огинот. До сега беше кумот го палеше, меѓутоа од познати разлоги оваа година ќе го запали председателот. И после тоа се дели ракија, затоа што све е светено више, чај, сокови, пиво и по символична сума продаваме ние сендвичи за да биде поубава ракијата. Има ли интерес од страна на младите мичуринци кои што живеат овде да продолжат оваа традиција? Има и реде више ние да им остапиме да одржат средбата, дека на ниво станува светот. Како потоа ќе одбележите, односно дочекот на старата нова година, најавивте огномет, ќе има ли огномет вечерва? Ќе има огномет, а после тоа имаме жива музика која ќе свири до 24 часот и со првото коло ги игра одборот, после си имаме своји работни задачи и после народот се почнува народна веселба. Заграат атмосферата, бидејќи навистина температурите се многу ниски, но и без оглед на тоа колку се ниски температури, драго ми е што гледам дека традицијата продолжува и навистина голем број на граѓани се дојдени вечер овде. Јас ви благодарам за гостувањето во Дневникот на Сител и ви посакувам успешна манифестација и во иднина.
Инаку утре, како што споминавме, православните верници ќе ја прослават и Василица, односно Свети Василий Велики, што рано утрината во сите храмови на Македонската православна црква ќе биде одржана и свечена литургија по повод Василица, а секако традицијата не само овде на Мичуринската средба, таа се почитува и кај останатите верници кои што семено се собираат утре на заеднички ручек и голем број од нив исто така делат лепче или пак пита со паричка, која што на оној член од семејството на кому ќе му се падне паричката, важи дека Свети Василий Велики според верувањата ќе му донесе среќа за таа година. Студио. Мими, ти благодарам за вклучувањето од оваа традиционална средба во Мичурин.